Болните изнемоштени лица во вториот круг на локалните избори за избор на градоначалник на општина Штип ќе гласаат на 28 октомври, информираше денеска Весна Зенделова, член на општинската изборна комисија. Таа истакна дека оние болни изнемоштени лица кои гласаа во првиот круг, доколку сакаат повторно да гласаат на 28 октомври, потребно е да достават само известување, со кое потврдуваат дека и во вториот круг ќе гласаат дома, без да поднесат медицинска документација. Во првиот изборен круг во Штип гласаа 88 болни изнемоштени лица, но оние кои од различни причини во првиот круг немаат доставено барање, тоа може да го сторат од денеска. Прво е потребно да достават важечко решение за користење на туѓа нега или решение за мобилност издадено од Центарот за социјални работи. Воколку не поседуваат ваква документација, е потребно да достават извештај од специјалист со потврда од матичен лекар кој ќе ја потврди дијагнозата на лекарот специјалист со понов датум и потребно е да се достават и двете документации. Полномошно и известување кои доколку ги немаат можат да ги подигнат од канцеларијата на ОИК Штип. Зенделова забележа дека крајниот рок за поднесување на потребната документација за болните изнемоштени лица да гласаат во своите домови е до сабота, односно до 21 октомври до 24 часот на полноќ. Во Штипскиот затвор ќе гласаат оние осуденици во чии општини има втор круг на локалните избори, а гласањето ќе се реализира на 28 октомври и гласачкото место ќе биде отворено во 7, а затворено во 19 часот.